Што председателот Марко Бислимовски ќе ги соопшти одлуките во врска со цената на топлинската енергија за сите потрошувачи кои што се во рамките на градот Скопје, што туку заврши главната седница на која овие одлуки беа донесени. Председателот Бислимовски, повелете. Благодарам и до медиумите за присуството на оваа пресконференција. Регулаторната комисија на денешната главна седница донесе неколку одлуки кои што се однесуваат на цените на топлинска енергија во градот Скопје. На најголемата мрежа на која што се снабдуваат преку 90% од потрошувачите во градот Скопје, цената на топлинската енергија се зголемува за 14,18%, за потрошувачите во железарското грејење, во енергетика, цената на топлинска енергија се зголемува на 15,58% и за потрошувачите приклучени на мрежата во Скопје Север, цената на топлинската енергија се зголемува за 16,31%. Единствена причина за зголемувањето на цената на топлинската енергија е драстичното зголемување на цената на природниот газ, кое што е за 10 пати по-висока во однос на цената на природниот газ која што имавме во минатиот период. Сите вие сте сведоци дека во изминатиот период цената на природниот газ драстично расте. Исто така факт е и дека во делови од Европа се намалува и испораката на природниот газ и сето тоа влијае и на цената на природниот газ. Значи на оваа цена на природен газ која што ние никако не можеме да влијаеме, немаме никаква можност да влијаеме, бидејќи ја увезуваме, во целост го увезуваме природниот газ во државата и како што кажав, тоа е единствена причина за зголемувањето на крајната цена на домаќинствата. При тоа, особено сакам да истакнам, особено за најголемата мрежа која што е во градот Скопје, во нашите пресметки за прв пат предвидуваме тето да работи со 70%, односно да ги задоволи 70% од потребите на потрошувачите, а останатите потреби да ги обезбедуваат топланите во градот Скопје. Тоа го правиме од една единствена причина. Цената за производство на топланите во градот Скопје изнесува 9,7-9,8 денари. Со цел да не се прави уште подраматично зголемување на цената на топлинска енергија, утврдивме цената на тето да биде за речиси 2,5 пати по-ниска од цената на топланите. Доколку тето не работи, зголемувањето на цената на топлинската енергија ќе беше над 100%, далеку над 100%. Единствена опција која што имаме во оваа грејна сезона, покрај тоа што имаме обврска како држава, ние како регулаторна комисија за енергетика тоа не го можеме, е да се обезбеди природен газ. Без да работи тето, цената на топлинската енергија драстично ќе се зголеми и дополнително треба да се знае доколку тето го немаме да произведува електрична енергија во текот на зимската сезона, ќе имаме сериозни проблеми и со снабдувањето со електрична енергија. Секогаш кажувам дека најевтина енергија е таа што си ја произведуваме дома. Затоа мора да се обезбеди природен газ за производство на топлинска енергија кај топланите во Скопје и производство на електрична и топлинска енергија кај тето. Тето не може да работи на мазут, топланите можат да работат на мазут. Мазутот ќе представува сериозен еколошки проблем доколку се користи за производство на топлинска енергија. Влијанието на цената на мазутот во однос на
природниот газ е поповолно, но јас мислам дека и еколошката свест, особено во градот Скопје, е на исклучително високо ниво и мазутот треба да го гледаме единствено како крајна опција, бидејќи ќе имаме сериозни еколошки проблеми. Единствено решение е да се обезбеди природен газ, а јас верувам дека веќе се прават и разговори да се обезбеди природен газ. На тој начин ќе обезбедиме еколошко грејење и ќе обезбедиме во овие услови на цени за природен газ најекономично грејење во градот Скопје. Системот за топлинска енергија во градот Скопје мора да функционира, мора граѓаните да се греат со топлинска енергија како и досега. Во спротивно, доколку нема топлинска енергија, а тоа единствено може да се случи ако нема природен газ, апсолутно ќе имаме проблеми во однос на снабдувањето со електрична енергија. Сите тие домаќинства кои што се приклучени на системот за топлинска енергија во овој момент, доколку се приклучат на системот за електрична енергија, ќе имаме проблеми. И тоа треба јасно да се каже. Уште еднаш потенцирам, за да ја обезбедиме оваа ценовна стабилност. Во овакви услови, со овакви цени на природен газ. Најбитно е да се обезбеди природен газ. Субвенциите кои што владата ги одобри во февруари, продолжуваат до крајот на годината. Доколку ги немавме овие субвенции, зголемувањето на цената ќе изнесуваше 37%. Оваа пресметка на Регулаторната комисија за енергетика е направена во услови кога цената на природниот газ на светските берзи диве. За жал, на тоа не можеме да влијаеме. Она што сакам е да апелирам пред се до институциите на државно и локално ниво да покажат пример во штедењето и да ги имплементираат препораките на Европската комисија. 1 степен помала температура, значи 5% заштита на гориво. Јас толку имав да кажам, сега повелете со прашање. Колеги, повелете со прашања? Ирина? Може само чисто, како што секоја би направено, 14-18%, што значи ова за една просечна сметка за парно грејење? За една просечна сметка од 1800 денари, тоа значи зголемен трошок од 250 денари. Ако е сметката 2000 денари, тоа е 2800 денари. Тоа значи дека од почетокот на годинава до сега парното грејење во Скопје е зголемено за околу 30%. Така? Од почетокот на годината е зголемено за 28,18%, доколку не беа субвенциите на владата, од некаде 23%, зголемувањето ќе беше 51%. Одлука од 2018 вратена на ниво. И е на ниво од 2018 година. Едноставно, единствена причина за сите овие последни поскапувања е цената на природниот газ. Ако минатата година цената на природниот газ изнесувала $230 за нормален метар кубен, и вие сте сведоци и вие објавувате дека овие неколку дена цената на природниот газ збесна и е околу $2100-2200 за нормален метар кубен. Тоа е една цена која што никој не можел да ја предвиди и во најлошите сценарии. За жал, мора да живееме со овие високи цени и имајќи во предвид дека земји во Европа се соочуваат и со
проблеми во однос на обезбедувањето на природниот газ. Добро, бидејќи реално рековте дека треба да поскапи 150%, а сега е 14%. Како овој процент сега ќе се одрази кај компаниите? Значи во најбитниот дел во приказката и во оваа одлука на регулаторната комисија за енергетика е функционирањето на ТЕТО. Скопјани нема и ние немаме друга опција, немаме друга реалност ако не работи ТЕТО. Ако не работи ТЕТО, ТЕТО во овој момент продава по топлинска енергија по цена од 3,7-3,8 денари, а цената на топланите е 2,5 пати, 9,67 денари, е 2,5 пати, 3 пати, речиси повисока од цената на ТЕТО. Таа ценовна стабилност ние овозможи ТЕТО. И предвидуваме со нашата одлука дека 70% од потребите за топлинска енергија ќе се обезбедат од ТЕТО. Единствениот спас, единствената опција која што нуди да ја истераме оваа грејна сезона на најдобар начин е ТЕТО да работи и јас верувам дека ТЕТО мора да работи во грејната сезона. Сите други опции се од аспект на цена на обезбеден природен газ, а ТЕТО ако не работи, ќе имаме зголемување над 100%, и друга опција е, ако не работи ТЕТО и немаме газ, да користиме мазут. Мазутот од еколошки, од ценовен аспект, тука негде ќе биде со оваа одлука, може би нешто повисоко, но од еколошки аспект, во град кој што веќе еколошки е освестен, ќе представува сериозен проблем. На крај тие пари што можеби ќе се заштедат со мазутот, јас ви гарантирам дека ќе се потрошат во онкологија. За жал. Граѓаните исто има реакција во делот на новите сметки за струја за пренос на мрежа. Ви вела дека тоа е нов трошок и каде бил пресметан во претходните сметки? Да пообјасниме малку. Секогаш потенцирам медиумите и граѓаните да ја веруваат на регулаторната комисија за енергетика. Во изминатиот период особено е актуелно разноразни шарлатани, дилетанти, експерти за се и се што да измислуваат и да кажуваат лажни вести. Со новиот концепт кој што го започна да се применува од 1 јули 2022 година. Има концепт посебна цена за енергија, посебна цена за мрежарина. Тој концепт е насекаде во Европа. Граѓанинот си знае колку го чини енергијата како продукт и колку го чини мрежарината. Кога ќе го соберете во оваа наша последна одлука? Ќе ја соберете цената на електричната енергија во скапа тарифа во првиот блок и во мрежарината и ќе ја споредите со претходната цена од 7,32 денара, ќе видите дека зголемувањето е 5,5 денара. Претходно, во вкупната цена беа вкалкулирани трошоците за набавка на електрична енергија и за мрежарина. Сега, согласно ЕУ директиви, согласно ЕУ пракса, тие трошоци се раздвоени, значи нема никаков нов трошок. Претходно беше 7,32 денари цена на електрична енергија во скапа тарифа, сега е 4,3 денари, 4,4 во прв блок во скапа тарифа, плюс 3,30 и нешто денари мрежарина, збирот ќе даде дека цената на електричната енергија во првиот блок е зголемена за 5,5%. Значи, и тоа го објаснувавме неколку месеци, има калкулатор на нашата веб страна,
значи не станува збор за никаква нова давачка кон потрошувачите или па кон граѓаните. Тоа е едно, немам ја зборови со што се соочуваме во изминатиот период, со луѓе кои што се обидуваат да бидат интересни за 5 минути, за 10 минути, ама такво тресење глупости ќе остане запаметено во историјата. Немам зборови, ви потенцирам, значи, ја разбирам да се лаже, ама да се лаже без усул, за да се привлече внимание, па нова давачка, па на луѓето им доаѓаат сметките, гледаат дека немаат зголему, ако била таа нова давачка 3 денари, ќе имаат зголемување на цена од 50%. Ама тоа е, затоа уште еднаш потенцирам. Верувајте на регулаторната комисија за енергетика, отворени сме за сите прашања, за се што ви интересира и не подлегнувајте на такви лажни вести. Добре, околу тето, дали после сите случувања сте сигурни дека тето ќе сака да работи? Ако нема друга опција, мора да работи. А добро, во разговорите од пресметките кои што ги има доставено БЕК, до кога БЕК има набавено газ и колку уште количини треба да се докупа за да се истера сезоната до 15 април, без разлика кој нов оператор ќе дојде? Потребните количини на природен газ за топланите во градот Скопје ќе бидат обезбедени и тоа ќе го обезбедат компаниите кои што ќе работат во наредниот период. Колеги, дали имам уште некои прашања? Да, тоа е тоа. Добро, ви благодарам многу за времето и за вниманието. Стануваме отворени за сите прашања. Веста е дека цената на топлинската енергија за најголемиот број од потрошувачи кои што се снабдуваат на БЕК е зголемена за 14,18%. Сакам да потенцирам дека минатата одлука која што ја носевме во декември, всушност доаѓа по неколку кратно намалување на цените и се изедначува на ниво од 2019 година. Благодарам многу, пријатно.